Почитувани новинари, почитувани граѓани, денеска продолжија средбите по однос на резолуцијата. Имавме средби со пратеничките групи на Алијанс и Алтернатива, ДУИ, Левица и во попладневниот часови успеавме да оствариме средба и со БЕСА. Средбите поминаа во најдобар ред и ВМРО ДПМН ја предлага оваа резолуција, која што е една ретка можност партиите да се обединат околу државните интереси, општествено сплотување, како и обединување на граѓаните. Позитивно е тоа што сите беа расположени за разговор по однос на оваа резолуција, врз основа на која што ќе се изгради национален став и стратегија. Зема обврска да во текот на денешниот и наредните денови се исконсултираат со политичките партии и во најскоро можен рок да добиеме повратни одговори како би можела оваа резолуција да ја предложиме и да ја усвоиме во нашето собрание. Тоа ќе биде корисно за државата, но ќе биде корисно и за владата и сметаме дека ќе биде сериозен исчекор према самата Европска Унија да ги представи на еден праведен и сериозен начин позициите на Република Македонија како дел од европската култура и македонскиот народ како дел од европските народи. Прашања? Дали сте подготвени за согласување на текстот на резолуцијата затоа што тоа го бара? Разговаравме и на таа тема, го побараа како барање ДУИ на самата средба, да видиме што е тоа што би можело да биде текст на подобрување. Морам да спомнам дека не разговаравме со Социјалдемократскиот сојуз, затоа што вчера се изјаснија дека го прифаќаат текстот каков што е, иако денеска побаравме доколку сакаат средба да имаат по оваа тема заедно со нас. Очекуваме да видиме што е тоа што ќе опратат другите пратенички групи, односно партии, како текст за подобрување на самата резолуција, иако сметаме дека ваквата резолуција каква што е внимателно напишана, без да има обиди за напади, дискредитација и омаловажување, туку за цврстување на своите реални постоечки позиции на Македонија како држава и на македонските граѓани како народ. Затоа реков дека пишувавме текст кој што се однесува за резолуција за позициите на Република Македонија во изминатиот период. Значи, се повикуваме на документи кои што ги имаат одредени временски интервали. Така да резултатот од референдумот кој што е објавен е документ кој што излегол во службен весник 1991 година. Декларацијата на Собранието за развој на односите на Република Македонија во Европската Унија е документ кој што е изгласан во Македонското собрание 1998 година и повеќе се задржавме на суштината на самата резолуција, односно што значи оваа резолуција. Формата е нешто за кое што мислам дека во моментов е многу понебитно да се разговара, затоа што со ова правиме еден исчекор кон сплотување на општеството, македонските граѓани, па ако сакате, еве, да кажам и партиите во нашава држава, околу еден заеднички стратешки документ кој што ќе даде добра основа за преговори на оваа или на било која друга влада. Пајде да не зборуваме теоретски, да видиме што ќе добиеме. Сметам дека овие 2 дена се позитивен исчекор во македонската демократија, затоа што седнавме да поразговараме сите политички партии и добиваме убедување дека сериозно ќе се разгледа оваа резолуција од сите парламентарни политички партии. Благодарам. Денеска имавме координација на која што се разговараше за тековните активности кои што ќе следуваат во наредниот период. Интерпелацијата е испратена од наша страна. Очекувам дека службите согласно роковите ќе не известат повратно докаде е состојбата со интерпелацијата поднесена против председателот Талат Џафери.